Меѓутоа, во суштина, прашањето поврзано со спорот со името е такво што Република Македонија треба да изигра премногу филигрански. Од една страна имаме националната цел за членство во НАТО, од друга страна го имаме сочуването на македонското име и идентитет. Значи, не станува збор за едноставно прашање кој што може да резултира со така едноставни решенија како што често пати ние ги предлагаме. Имам коментар во врска со потребата за потврда на идентитетот на македонците, на македонската заедница во Република Македонија. Го ценам 100% и мислам дека го поддржувам, но секако дека таа потреба за потврда на тој идентитет не треба да се врши врз грбот на другите заедници. И тука треба да делуваат политичките партии, посебно македонските, како што реков, треба да се знаменоси во ова, да се прекине. Целата оваа забуна, значи со последните инциденти се деси заради фактот што играчите се придружија кон највачите во пеењето на расистички песни. Значи, се очекува, познато, веќе 20 години во независна Македонија имаме иста ситуација и од страна на македонските највачи и од страна на албанските највачи. Проблемот беше зашто ракометарите, играчите се приклучија кон навивачите. И Гордан Георгиев го потврди истото. Значи, таков беше случајот во Ниш. И не да иде за сходно ракометарската Федерација на Република Македонија да се огради и да го осуди таквото однесување на ракометарите, што мислам дека ќе... Чомовски, извинете, забележете колку суптилно ни се провлекува темата идентитет во овој разговор. Извине, колега Александар, јас навистина немам никаков проблем со потврда на мојот идентитет. Но, повторно, бидејќи така суптилно ни се провлекува, ние во 2011 година зборуваме дека македонецот требало да си го потврди својот идентитет. Извинете, не можам да не влезам во доменот на политика, па нека биде и партиска или владна политика, хаосов идентитетски што се случи од почетокот на процесот на натификација. Да не знае македонецот сега што сум, кај сум генетски, си мери колку крв има, Ки ни треба цела емисија. Ни треба цела емисија, но повторно се потврдува. Само потврдува, изведе, нема никој потреба мене ми каже што сум и кој сум. Знам дека сум македонец, словен, тој. Крај на приказната. Јас ви предлагам ова машко друштво да го разбиеме со повеќе емоции и страст кај навивачите жени. Се повеќе ги има на стадион и не сум чул жена која вика клете шиптери или горете македонци. Они се по-руски, по-нежни. Поверете, тоа е било ТВ колумната на Наташа Стојановска. Освен на терените како играчи, жените се повеќе ги има и на трибините, како навивачи. На трибините, моментално кога што гледам, има повеќе девојчиња. Не многу често, ама го има вако јубилеи секогаш. Да, често доаѓам. За најпосебната личност во тимот на работнички за мене, за мојот син и за целиот тим воопшто. Има ли многу девојки на спортските натпревари? Има, често доаѓаат, бидејќи кошарката е популарен спорт. Ако зборуваме за кошарка, мислам дека се изедначено, дури можам да кажам дека и жените се побројни во салата обично. А кој е пострастен навивач, мажите или жените? Мажите, барем мислам. Мажите, па веројатно жените. Страста кон спортот или поради нивните блиски кои играат на терените, што ги носи жените на трибините? Они доаѓаат ради момците на теренот. Они знаат дека кошаркачите се најубавите спортисти и ја мислам само ради тоа доаѓаат да ги поддржат и ако успеат некој контакт да направат некако да. Кренете разке високо горе, наше ке биде високо горе. Але, але! Але, але! Але, 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 але! Кај ви се рекламите? Јас очекувам реклами, ако има втор круг, ако нема, завршен коментар на моите вечерашни гости, Спасеновски, Груби, Ружин, Георгиев. Ако излеземе од тука, следната недела, што ќе биде наред? Кого ќе подхраниме како етноцентризам, политички большевизам или потреба за разгорување на меѓупартиските и меѓуетничките страсти? Може ли идната недела исто да се повтори?
Јас длабоко се надевам дека не може да се повтори и дека нема да се повтори тоа. Меѓу другото се надевам колку што можеше да се помогне во оваа емисија и во други емисии, да се апелира до сите нас ако сакате, да се погледнеме во огледало и да не остане само на празни апели, вклучително и вас новинарите, да не остане само на празни апели, туку институциите си го завршат работата. Тука не мешам на вистина ни партии, туку институциите на системот, полиција, обвинителство и така натаму, бидејќи мора да се лоцира одговорност. Ако ги лоцираме одговорните, ќе може барем да направиме, да воздигнеме, да кажеме, добре, не се сите македонци, не се сите албанци. Добро, накратко би кажала неколку аспекти. Сметам дека е особено важно во период што следи, но и секогаш генерално, од политичките, општествените, интелектуалните елити во Република Македонија да се манифестира позитивна тенденција поврзано со развојот на меѓуетничките и меѓурелигиските односи во Република Македонија. И ве молам уште една теза, сметам дека е особено важно да престане оној магичен круг во потрага по виновници, извинувања и така натаму. Република Македонија е држава со систем и со организација на власт која што е еквивалент на демократските држави. Треба институциите да си го работат своето и конечно граѓаните на Република Македонија да се издигнат на целокупната ситуација и да остаат оние културолошки контексти да се развијат таму кај што треба. Мора да го почитуваме меѓуетничкиот и меѓуверскиот карактер на Република Македонија и да ставиме на крај на било какви проекти кои би биле моноетнички, монорелигиозни, кои што би можеле да ги подкрепнуваат овие страсти кои што ги имаат некои маргинални групи во општеството. Затоа сметам дека е крајен момент кај што сите би требале да придонесеме во градење на едно граѓанско општество и признавање на фактот дека е меѓуетничко. Кога ве слушам, вака ми иде да се излезам од студио, зашто на крај повторно ние новинарите сме тие што ги подгревавме страстите. Ружи? Пак дека во секој мултиетничко општество и во нашето и натаму ќе се појавуваат одредени инциденти. Меѓутоа се надевам и верувам дека тоа нема да биде принципно однесување, но не се исклучува бидејќи во поразвиени држави тоа постои. Од друга страна би апелирал до власта да помалку инсистира да вади профит од разните навијачки групи, спортски настани и така натаму, како што е денеска случајот во Република Македонија. И порано било, секогаш политичарот барал да профитира од спортскиот успех. Ама вулгарно е, да купиш карти па да ги препродаш, тоа е највулгарната варијанта. Меѓутоа, мислам дека овој пат се прави една мощна погрешна иконографија во Република Македонија, која што сите етникуми не можат да се впијат во незе. Значи, треба одредена промена, треба една поширока, би рекол, проевропска димензија на нашите односи, на нашите спортски настани, навивања и принципиелност. И нормално, гледате во Европа што се случува по секој испад на расна основа и така натаму. Кај нас, сепак, и институциите молчат, и власта молчи. На секого му е убаво да се солидаризира со навивачот, бидејќи знае дека профитира во политичка смисла. Добро, ви благодарам многу. При крај сме на емисијата.